Добро вечер. Недела, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. И имаме одлична тема за вечера или продолжување на минатата емисија, а насловот на темата е како бугарите од татари станаа мали руси. Пред да почнеме со вечерашната емисија, би сакал да кажам неколку работи, почитувани гледачи. Имаме многу интервјуа и има многу настани кои не можеме да ги сместиме во две емисии неделно. Затоа некои настани, некои емисии ги пролонгираме. Например, вечерва требаше да дојде интервјуто со Божо Димник. Тој човекот кој растори поранешна Југославија, кој ги прави првите контакти на хрватите на словенците со Ханс Дитрих Геншер, и тоа се смета за почеток на крајот на поранешна СФР Југославија. Не можеме да го објавиме интервјуто и со Јоже Пириевец. Тој човекот кој најдобро познава титовата политика. Интервјуто го снимаме некаде во октомври во неговата вила во елитниот дел на Трст. Таму го снимаме интервјуто и со господинот Гајзер од Лаверита, и тоа интервју не можеме да го објавиме. Не можевме да направиме анализа што се случи во Русија или што се случи со Путин после оние чистки кои ги направи пред 2 недели. Не можевме ни да ја направиме емисијата како Грција стана главен играч на американците на Блискиот исток и во источниот Медитеран. Например, за не една недела треба да направиме емисијата 5 години од бомбите. Се надам дека ќе успееме тоа да го направиме, значи имаме мноштво настани, мноштво емисии, многу работи, многу интервјуа. Вака работно ќе биде некаде до крајот на јули, не ќе се обидиме сите тие работи, сите тие настани, сите тие интервјуи да ги спафаќаме, да ги наместиме, за вие да може во 2 интервјуи или во 2 емисии неделно да добиете сервирано се она што е многу битно и за Македонија и за целиот овој наш регион. Минатата емисија проследивте еден дел, некаде околу 28-29 минути од интервјуто со Милан Парошки. Ако треба слободно јас да кажам и да ја коментирам моите гости, за мене Милан Парошки е некаде во рангот на интервјуисти од типот на Дејан Лучич, Милан Видоевиќ, Велија Абрамовиќ или Горан Шарич. Тој е човекот кој има приказна во себе. Не направи голема политичка кариера, иако имаше секакви и одредени предиспозиции да направи таква голема политичка кариера, не ја искористи таа своја шанса, не го искористи моментот, меѓутоа има одлична приказна, знае да ја презентира таа приказна. Гледате, почитувани гледачи, кога ќе ставиме во една емисија македонски или странски гостин, како македонските гости или македонските интервјуисти се губат. Не може да раскажат приказна. Ние сме неталентирани да раскажеме приказна, и тоа што го знаеме, не знаеме да го презентираме. А и не знаеме многу. Гледате, постојано се грчиме помеѓу тие курто и мурто приказни. Лаверита, не лаверита, Гајзер, што се случи, како се случи. Го затупевме народот со тие курто и мурто приказни. Затоа се обидувам јас да го проширам видеото, да ги проширам видиците на нашите гледачи, да презентираме други работи, да презентираме други сознања. И знаете, ке се јават некои луѓе, па не било името Македонија од Мак, туку било од Македон, тој бил син на богот Зевс. Да, тоа е приказна која сите ние знаеме, но слушнете нешто друго. Не мора во тоа што го слушате да верувате 100%, меѓутоа слушнете нова приказна, проширите ги видиците. Само така можете да одите напред. Кога ги проширите видиците, кога можете да одите напред, тоа ќе може да носите одлуки. Затоа и ви ги презентираме овие интервјуа. Погледнете ги, уживајте и извлечете одредени поуки, извлечете одредени заклучоци. Така ќе можете да носите одлуки кои ќе ви одговарат вас, на вашето семејство и на Република Македонија. Малку јас се расприкажав, меѓутоа се вратиме на вечерашната емисија, вечерашната тема како бугарите стана мали руси. За почеток, Милан Парошки за таа масонска ложа Либертас, каде што член беше Јосип Броз Тито. Таа ложа, според Парошки, и денеш владее на просторот на поранешна Југославија. Зошто? Бидејќи хрватите и словенците се уште ги користат полугите на КОС и на УДБА. Словенците владеат со ХОС, хрватите владеат со УДБА. На тој начин тие имаат се уште контрола на бивши југословенските простори. Тито е член на таа ложа Либертас. Да, koje vlade? Može biti i još nekih moćnih loža, jer se zna da je on i Dobrica Ćosić oplovljavajući Afriku pre 45-6 godina bio kod izbora velikog majstora P2 lože negde u Africi. Samo njih dvojica su se išli sa Galeba. Tito je poneo, a tek sad su isplivala dokumenta posle potpisivanja ugovora na Visu sa Churchillom, on odlazi na prijem u Vatikan, a od 1957. mi imamo i u pravoslavnom kalendaru Svetog Josipa Radnika, crno slovo.
kako narod kaže, svetac je, a da je Josif Marin bio drvodilja. Pojam radnik nije postojao, to je tek od francuske revolucije uspostavljen pojam. Naš Josif Broz, Ambroz, je dobio svetaštvo u Vatikanu i 1. maj je njegov svetac. To nas je koštalo i vas, Makedonci, i nas Srbe, 2 milijarde dolara, barem što se zna u zlatu, a sve ono što je Lučio Đeli odneo i što je nađeno u Žardinjeri, čak i engleski dukati kojim su platili 27. mart, sve to završilo u Vatikanu, nikad nije potraživano iz Vatikana, potraživano je zlato iz Nemačke, ovamo, onamo, sva kulturna blaga, naravno da nisu vraćena ni iz Zagreba, ni iz Budimpešte, da ne pričamo ono što je otišlo dalje, ali je sve to rezultiralo Svetim Josipom Radnikom i ko uzme kalendar, nek pogleda, mi imamo svetitelja. Ta lože Libertas. Da, je vladajući danas u Beogradu i Novom Sadu. I danas vladaje. To je v osnova Hrvatska. Nacionalna loža, pazite, to ni vama Makedoncima, ni nama Srbima nije jasno iz prostog razloga, opet ponavljam što nemamo nacionalne konstitucije. Svetski poredak, globalni poredak Ujedinjenih nacija je nacionalan poredak, znači imenom i prezimenom Ujedinjene nacije podrazumevaju da svaka nacionalna suverena država ima suverenu masonsku ložu. Šta znači suverena masonska loža? To znači da su lože na teritoriji te nacije i te države lojalne nacionalnoj velikoj loži. Mi u Srbiji i konkretno u Beogradu, Novom Sadu imamo jedno 6 loža, ali 1914. godine velika srpska nacionalna suverena loža, priznata od celog sveta, Vajfertova, je uspavana po pravilima masonerije. Počeo je Prvi svetski rat i to što mi imamo na Hiljadarki, taj Vajfert je veliki majstor srpske masonske lože, uspava ložu, to je pravilo, zato što je rat. 918. nekrunisani Aleksandar pravi ložu Jugoslaviju i ne oživljava ložu Srbiju, koja je do danas srpska loža nije oživjela. Njema je, uspavana je u istoriji, ali Hrvati nisu prihvatili Jugoslaviju, Aleksandru utopiju i oni su zadržali svoju nacionalnu suverenu hrvatsku ložu Libertas, koja vlada i zahvaljujući Titu, kažemo, nije bio samo Libertasovac, 100% nije bio, mnogo je više čak i od Libertasa, ali oni su ostali u Beogradu i Novom Sadu. Imate taj silogizam, opet Sokrat. Kad je Stipe Mesić proglasio kraj države, nijedan udbaša, svi su bili jugoslovenski, udba je jugoslovenska, nije proteran iz Beograda, Novog Sada, pa ni iz Skoplja, i svi su ostali u funkciji, jel, kako je to naš Mustać ili Josip Boljkovac, prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, naravno pri svojoj zdravoj pameti želeo da bude. To je vaša ta teza deka Hrvatite vladaju Makedonijom, da nikad vam nisu platili za vinogorja koja su predivna, a vi nikad niste fakturisali, niti smete da im fakturišete. Mi 280 preduzeća im nismo fakturisali. Frikom, Sombola i Derdevičke podrume, Karlovačka ciglana, Polet, Novi Veče, Dijamant, Zrenjanin, Planta, Futog, Glin, Kikida. Nikad. Znači, preko Boljkovac, preko Zdravko Mustač, znači kadrite koja kontrolira Tudba, kraj od 80. početak 90. dok se raspage SFRJ, Hrvatiti danas vladaju spored vas. Potpuno vladaju i uspešno vladaju. Postoje nomenklatura još jednih, zahvaljujući Kominterni i našoj nesvesti. To su Slovenci koji vladaju Kosom. 44 momka su ubijena municijom za srneću divljač, koja je po Haškoj konvenciji od 1910. Srbija potpisnik i ratifikovala je Hašku konvenciju, a Ženevska 49. samo Jugoslavija potpisala, nije ratifikovala. Municija mora da bude sa košuljicom zaštitnom, vojnička municija, i vi ste služili vojsku, ja sam. Međutim, Slovenci su nas skidali, našu decu, i Makedonci su, ne, ni vi ste služili jugoslovensku vojsku u Ljubljani, municijom za srneću divljač. Municija za srneću divljač nema košuljicu. Ali Slovenija nije bila međunarodno priznata država i ona je u stvari gangsterski to radila, pošto slovenački KOS i dalje vlada vojnom nomenklaturom u Srbiji. Niko nije tražio ni oštetu za 44 momka. Ubijena samo u Ljubljani u kasarni Maršal Tito. Moj brat od strica je tamo služio vojsku i bio nenaoružan. Imali su ćorke... Znači, Hrvatska udba i slovenački KOS. Se ušte vladate?
Apsolutno, u kontinuitetu niko nikad Jugoslavija. nije primetio da neko od njih se iselio pod ostavku ili bio proteran. Ono što je za mene otkriće, a izneo mi jedan prilično dobro obavešten čovek, nije me ovlastio da mu objavim ime, i Mlađan Dinkić je Kopile Stanete Dolanca. Udba i Kos su mu podvodili mlade devojčice, Mlađan Dinkić i njegov rođeni brat, da mislite, zove se na čudan način, ajte da ga ne prozivam, vladaju Srbijom i to vrlo uspešno. Vidite, to je Stane Dolanc. To je Stane Dolanc, tako je. I cijela ta struktura. Sve je proizvod slovenačkog koca. Kriminalci koji podosna во името на Удба и на Кос убива, нели, ширум Западна Европа, или елиминира се ono što Titova Jugoslavija sakaše da bude eliminirano? Pa nije tako, sve je to Kominterna, moram da vam kažem. Ne znam da li ste primetili, ali petokraka još nije skinuta sa Kremlja. Rusima nije vraćena imovina. Taj liberalizam prikriva nenacionalnu Rusiju. Mislite дека Stane Dolanc za Kominterna работи? Apsolutno. Pa to je ta 37. godina i Slovenačka komunistička partija i kontinuitet. Baš kao i Hrvatska i Jugoslovenska. To je kontinuitet. Vidite, ni Slovenija, ni Hrvatska ne može da se oslobode od tije kadri. Nemaju potrebe. Da. Stane Dolanc, Milan Kučan. Pa, da li ste primetili da je gospodin premijer Medvedev, koga ja jako uvažavam, dođe na sat vremena u Beograd, a ode na 2 dana u Sloveniju? Kad su Rusi protestovali sada o proslavi godišnjice Drugog svjetskog rata u Poljskoj, gde nisu pozvani, baš kao ni Srbi što nisu bili pozvani, vatra ispod Kremlja je trebalo da bude preseljena u Ljubljanu, ne u Beograd. A vi se smetate mali Rusi, neli? Ве сметаат мали Руси. Мали Руси сметају да правите приказни, нели, дека всушност е Не, ми имамо едно напаѓени и дека ви се случиле сите тешкоти на овој свет поради тоа што сте мали Руси. А главните руски играчи се Словенија и Хрватска секојаш и биле. Тако е, па увек е... И Бугарија, да не забораваме. Немојте заборавите, она е у НАТО, али nije тројански конј Руса. Ја мислим да су Бугари дошли до националне конституције. Не знам дали денес доби сертификат на НАТО бугарскиот министар за одбрана Каракачанов, меѓутоа до пред една година немаше сертификат да може, нели, да присуства на тие безбедносни состаноци на НАТО. Бугарија е конституирана, значи бранета, правена, цела историја им е правена од русите. Да, али су извршили националну конституцију, а Руси нису, иако су правили бугарску националну конституцију. Албанци су дошли до националне конституције. Замислите? A nacija poput Ruske nema nacionalnu konstituciju. Да се вратиме кај Стане Доlanc, Аркан и целата таа екипа. Да. Стане Dolanc тоа го спроведува како проект, го смислови и го спроведува како проект. Тако е. И врло му е исплатив проект. Во кој смисол исплатив? Па ево да будем врло, ајде да кажем, опет дедуктиван, опет сократовски. Лутрија Војводине не постои. Нестала е у време јогурта. Јогурт револуцијата. Тако е. Što je jedna strašna glupost. Vojvodina je veličine Belgije, sa Zemunom i Pančevačkim ritom, gotovo identična Belgiji. Ima izvore nafte i imala je zlato u Narodnoj banci Vojvodine. Ali Vojvodinska Srpska narodna banka, moram da kažem srpska, jer Srbi ne mogu da shvate pojam, nije učestvovala u sukcesiji imovine. Znači da je Slovenija koja nema rudnike zlata, Hrvatska koja nema rudnike zlata, Bosna koja nema rudnike zlata, Crna Gora, pa ni Makedonija nema rudnike zlata, učestvovala u sukcesiji, ali Vojvodina nije participirala, iako je imala u Narodnoj banci najviše zlata. To smo prodali Grcima pa Mađarima. A poslednji dukat koji je Avramović ostavio i nama seljacima za žito isplaćivao u dukatima, Avram, posle definisanja dinar marka, sećate se inflatornog udara, poslednji dukat je odno Mlađan Dinkić iz Novog Sada, nikomu nije zamerio. Ali Vojvodina, ta koja je bila najproduktivnija, najbogatija, zato nije učestvovala u sukcesiji. Eto vam jogurta, to su Slovenci obavili. Јоже Пириевец е автор на најпродаваната и најчитаната книга во историјата на Словенија. Книгата се вика Тито и неговите пријатели. Јоже Пириевец денес живее во Трст. Живее во елитниот дел на Трст,
живе во своја вила. Во таа вила ние го снимавме интервјуто со господинот Ларис Гајзер. Интервјуто со господинот Пиревица снимано некаде во октомври месец, 23-24 октомври. Исклучително добро интервју. Јас би рекол одлично интервју, едно те интервју во која јас уживам. Се надевам дека во текот на февруари или во текот на март нека најдеме време да го емитуваме целото тоа интервју. Можеме да го емитуваме некаде за 25 мај, кога е роден ден на Јосип Брз Тито, меѓутоа за 25 мај јас планирам друга емисија, бидејќи на 25 мај 2003 година Никола Груевски доаѓа на чело на ВМРО ДПМН. И тој ден ми е некако резервиран за тема како на тој 25 мај 2003 година се случи конфликтот помеѓу КОС и помеѓу ДАНС од Бугарија и како во тој конфликт помеѓу КОС и ДАНС победи КОС и инсталираше своји луѓе на чело на ВМРО ДПМН. Вашата книга Тито и другарите или Тито и товаришите е бестселер во Словенија и на просторот на поранешните југословенски републики. Во 10 држави е преведена. Па сад смо ја преведли на италијански, и то сам преведел сам, а онда на немачки, полски, енглески, француски, naravno srpski i hrvatski, a bila je pečatena i v Crnoj Gori. Sad pripremamo publikaciju v Pragi i v Moskvi. I možda će biti i razgovaram se da je ćemo prevesti i v Kitaju. Значи во Кина. Да. 25.000 примероци продадени во Словенија. Да. Секој 10 словенец ја има купено таа книга. Во истини то je bio jedan boom. Nikada nisam pričakovao da će biti i tako, ali mislim, Tito je još popularan. Ali znate što je interesantno? Nije popularan samo kod nas. Popularan je i v miru. Ja dosta putujem i kad idem v Indiju, idem v Afriku i tako dalje i me pitaju otkuda ste, ja kažem pa iz Slovenije. Onda gdje je Slovenija? Niko ne zna gdje je Slovenija. Kad kažem iz Jugoslavije Tito, onda svi znaju. Значи се уште е популарен. Да. Вие велите најголемата личност последните 100 години меѓу јужните Словени. Pa Така го третирате Тито? Ja se strinjam. Znate, kad je Tito umro, je Krleža kazao da takve ličnosti nije još bio i da i ne bude. I v istini bio je izvanredno talentiran politik i veliki karakter. To je kazao i Koča Popović, koji ga nije volio. Ali on je bio toliko pošten, mislim Koča Popović, da je kazao, to je izvanredna ličnost. Константин Коча Поповиќ. Da. Еден од големите генерали, министар за надворешни работи, со потекло од Москополе. Da. Центарот на влашката култура, некаде пред 200 години, 250 години, на границата помеѓу Грција и Албанија. Тоа е Константин Коча Поповиќ. Легендарен командант на првата пролетерска ударна бригада. Da. To je bio, meni je i Koča Popović jako simpatičan. V jednom smislu ga više cenim od Tita. Bio je veliki intelektualac i mislim nije bio tako oblastiželjan kao Tito. По завршувањето на Првата светска војна се случува драматични ломови во тогашната Отоманска империја. Например, гладот Истанбул, некаде на крајот на 1919 почетот на 1920 година е доминантно христијански град. Во најголем дел муслиманите после пропаста на Отоманската империја се селот од Истанбул. Истанбул и Измир, односно Смирна, се доминантно христијански градови. Грците и британците водат битки да го освојат Истанбул. Русите не им праќаат помош, србите не им праќаат помош. Всушност Никола Пашич, кој србите го смета за најголем свој премиер во својата историја, не одговара на повикот на грците, не одговара на повикот на британците да испрати српска армија и српска војска за да биде ослободен Истанбул, односно Истанбул да биде вратен во христијански раце. Зошто Милан Парошки смета дека господинот Пашич е руски агент и дека руските направија све да британците и грците не влезат во Истанбул. Тоа е таа руска геостратегија, во продолжение за руската геостратегија. 1912 година, Dobro. то се уште се Балканските војни,
Pored nekoj informaciji, u Istanbul živят около 400.000 Grci, 400.000 Turci i okolo 300.000 Gruzini i Armeni. Tako je, hrišćanski je cilj. Znači je dominantno hristijanski grad. Apsolutno. Apsolutno, i to je ta velika obmana, necivilizacijska obmana, moram da optužim Bugarina Nikolu Pašića. Koji je odbio poziv Britanije. За најголем нели српски премиер во историјата. Дали српски или југословенски? Па го сметате нели дека од овде, дека од Зајачар, дека е српски и така натаму. А по некое толкување е доселен од тетовските села во Зајачар со генерација. Ja sam imao jedan verbalni sukob sa direktorom Zaječarskog muzeja, arheologom, inače vrlo kompetentnim čovekom. Insistirao sam da mi kaže iz kog je sela Nikola Pašić, sa bugarske granice je selo, i on je rekao da je Srbin. Ja kažem, nije Srbin. Znači vi smetате дека е бугарин. Bugarin? Да, во rед. Значи да ја разјасниме Nije imao krsnu slavu. Nikola Pašić imao imendan. Na svoj imendan je doneo Jugoslovensku Nišku deklaraciju i proglasio Slovence za naciju 1914. godine u Nišu, kad je samo jedan Slovenac živeo u Srbiji, da bi napravio dve katoličke nacije naprema jednom srpske. Moram da vas podsjetim da je 6 meseci ranije, 24. juna, imate to sad već i na internetu, 1914. Petar I. Karađorđević potpisao konkordat sa Vatikanom. Taj konkordat, iako to nije obelodanjeno i nazvonisano, sva zvona je i sada u primjeni u Srbiji, daje primat katoličkoj crkvi u odnosu na pravoslavnu. Taj konkordat se tiče i vas u Makedoniji, jer ja nisam čuo da je Vatikan revidirao, nikad se nije ni izjasnio o tome da li je stara Srbija, Makedonija i dalje Srbija. To je jako veliko pitanje, međunarodno pravno, istorijsko pravno, jer postoji jedna moćna nacija, to je italijanska, koja 5. jula 1915. potpisuje ugovor sa velikim silama, tada još živom Rusijom, Francuskom i Engleskom, i donosi takozvani Londonski ugovor. Londonski ugovor determiniše srpske zemlje i crnogorske zemlje, iako Srbija je pred padom, pred povlačenjem, nažalost, preko Albanije, ali tad je Makedonija, Srbija, zahvaljujući ranijem iz 1912. Londonskoj mirovnoj konferenciji i 13. Bukureštanskoj mirovnoj konferenciji. Oslobođeni od Turaka, što je vaše pitanje, vi ste pripadali državi Srbiji. Ne smijem da kažem srpskoj državi, jer ja sam Prečanin, u to vreme mi Prečani još nismo u Srbiji, ja sam Raci Prečanin. Znači, Srbija kao delimična srpska država je bila suverena po dve međunarodne konferencije u Makedoniji i na Kosovu, a srpska vojska, to sam svedok, u Vojnom muzeju ovde na Tvrđavi na Kalemegdanu se čuva zastava od predaje Jedrena Vojvodi Stepi Stepanoviću. Srpska država je bila vrlo uspešna u Balkanskom prvom ratu, pa i u drugom, ali nije bila uspešna na diplomatskom polju. Londonski ugovor to poštuje. Mi nemamo drugog ugovora. Srbi nemaju, nikad nisu imali sa Rusijom bilateralu, nismo imali ni sa Amerikancima, mada smo imali fantastičan lobi Mihajla Pupina. Vi Makedonci, evo sad pokušavate da stignete do NATO-a, nek vam bude, ja nemam tu komentar, ali hoću da vam kažem da ni vi ni mi nemate nacionalne konstitucije. Ta 12. kada Turci sasvim bivaju izbačeni, i to zahvaljujući srpskoj vojsci, moram da priznam i makedonskim komitama. Imali ste savršene komite sa našim Vasilijem Trbićem, njegovim dnevnikom. Ja bi morao, hajde da kažem, da pričam epske priče, a vi u Makedoniji izvolite proučite tog genija. Imali ste savršen komitski pokret, vi ste rodili čak i mladoturke, znači Tetovski i ostali Turci makedonskog porekla su pravili Ataturkovu revoluciju, ali ste i odbranili Carigrad kao tursku dominaciju. O čemu se radi? O pravu ste sa ovim tezama, to je Obadov, jedan naš hodočasnik i istoričar, preko moje supruge čak i rodni, opisuje precizno 1910. i 1920. u Carigradu, kada Englezi ratuju za hrišćanski Carigrad protiv Turaka.
i zahtevaju od Nikole Pašića, tada jugoslovenskog premijera, to je drugi premijer Jugoslavije, nikad krunisanog Aleksandra. Prvi je bio njegov zamenik Protić. Pašić je bio šef delegacije u Versaju na mirovne konferencije u to vreme, to je početak 19. ali je Ante Trumbić, Hrvat, bio ministar spoljnih poslova i svi 5 članova delegacije Hrvati osim Bugara Nikole Pašića. Nikola Pašić odbija 20. godine da da trupe za odbranu hrišćanskog Carigrada. Time je izdao saveznika Engleze i Londonski ugovor, što u Srbiji ne vredi govoriti, niko vas neće čuti. Božo Dimnik го нареков човекот кој растури поранешна СФР Југославија. Тој е човекот кој има пријателски релации со поранешниот германски министар за надворешни работи и германски вице-канцелар, господинот Ханс Дитрих Геншер. Тој ги прави првите контакти на раководството на Словенија и на Хрватска со Ханс Дитрих Геншер. Тамо е договорено како ќе биде растурена поранешна СФР Југославија. Божо Димник има исклучително интересна кариера. Тој е син на човекот кој беше шеф или беше директор на сите ловишта во времето на династијата Караѓорџевичи. Тамо ги прави сите своји релации и тие своји пријателски релации подоцна ги користи во својот живот. Сега некаде 83-84 години, жива енциклопедија, 2 до 3 минути на интервјуто со него. Се надевам дека тој интервју во целост ќе можеме да го објавиме во текот на месец февруари. Како го запознавате Ханс Дитрих Геншер во тој период, 90-91 година, министар за надворешни работи на Сојузна република Германија, една од најмаркантните личности последните 50 години во светот. Како вие го запознавате Ханс Дитрих Геншер? Како станува ваш пријател? Да, мој најболи пријател е бил неки гроф, прави гроф Даглас се звао, Ангус Даглас. On je bio ribolovac i lovac i njega sam isto upoznao tamo oko 58. godine. On je bio jako uticajan u Evropi. Vozio je svoj avion, to je bio prvi privatni avion koji je došao u Jugoslaviju od 58. godine. Svi su tu gledali, udbu smo imali iza leđa i tako. I on se zaljubio u tu Sloveniju i imao je tu mali stan, volio je žene i volio je lov i ribolov. Dobra kombinacija. Da, dobra kombinacija. Da, jako dobro. I tako, mislim, napomenuo sam tog grofa Daglasa koji je imao strašne veze u svijetu. I on je bio najbolji prijatelj sa jednim čilskim časnim konzulom, a inače pivovar, industrijalac veliki Bruno Schubert. A taj Bruno Schubert je bio opet najbolji prijatelj od Hans Dietrich Genschera. I tako sam preko ovih dvijeh, ne preko ova dva, došao u stik sa Genscherom. Prvi puta 7. jula 1991. bili smo na ručku u Berchtesgadenu, se zove Berchtesgaden, tamo gdje je Hitler imao svoje gnjezdo. Baš ispod tog gnjezda ima veliko imanje. Taj Bruno Schubert i Genscher je uvijek od njega na ferijama. I tako je bio zakazan ručak gdje smo ručali 4 sata, smo bili zajedno. I tu je započelo u stvari poznanstvo sa Genscherom. Znači Nikola Pašić je Bugar i izdajnik srpskih nacionalnih interesa. Odbiva, znači da je pomoć na Englezite da bude osloboden. I Grke ne rataju samo Englezi. Grci su primili Srbe, doduše to je tragična priča, opet vi nemate prostora za toliko priču. Od 400.000 vojske, posle Kolubarske bitke Mišić, tada još nije vojvoda, sprema kosovski boj. Skoplje i Ohricu u istoj državi i zaleđe te vojske. Znači Kosovo je trebalo da bude odbrana. Na zahtev Petra I. Karađorđevića i Aleksandra, koji su već u Draču, vojska se povlačila preko Albanije u zimskim mesecima. Mišić je hteo da odbije komandu. Inače je od vremena kralja Aleksandra Obrenovića i njegovog ubistva 1903. 2 put bio ražalovan.
to su Crnorukci uradili i Stepa Stepanović koji je bio Crnorukac i 1908. Ministar odbrane je privoleo Mišića da se povuku preko Albanije. I sad samo ovo da vam kažem, od 400.000 vojske, žive vojske na Kosovu, 130.000 je preživjelo, 250.000 su pojeli Šiptari. Grci su dali tu priču, znamo, utočište srpskoj vojsci, pošto su ih Italijani preneli na krv. Ti Grci 1920. ratuju za Carigrad, Englezi ratuju za Carigrad, a Nikola Pašić ne da trup. Поврвот на својата мок, Михајло Пупин е масовно 33 ред. Еден од најмокните американци, еден од најбогатите американци, со потекло од Вевчани. Неговата мајка се вика Олимпијада или Олимпија, исто како што се викаше мајката на Александар Македонски. За Михајло Пупин ние многу малку знаеме. Ние македонците многу малку истражуваме и се бавиме со луѓето кои потекнат од овие наши простори, а се толку маркантни личности во светската историја. Во продолжение за Михајло Пупин, за евреите, за масоните и за се она што може да движи светската политика. Вие сте од Србобна, значи некаде 50 километри до границата со Унгарија или со Мажарска, како што нарекувате тука. Би сакале ли моделот Орбан малку да го анализираме? Да, како да не? Знаете зашто ја прашам? Ние тука развиваме одредени тези, одредени приказни, дека постојат држави кои се на страна на Сорос или политички структури кои се на страна на Сорос и политички структури кои се борат против Сорос. Ако човек малку подлабоко ќе седне да ги анализира сите тие работи, ќе дека тоа се всушност две исти страни на една Соросова структура. Тако е. Во еден период беше само Сорос, сега колку што можам да насетам, треба да се формира друга структура која ќе биде исто Сорос структура, но која со другим предзнацима. Со други која ќе треба се, значи две Соросови структури перманентно се борат за власт. Opet Sokrat, dijalektika takozvana Marksova je način mišljenja Jevreja, kao što je i živi Bog njihova nomenklatura, tako i dijalektika njihova metoda. To vam je to što vi meni sada objašnjavate sa dve strukture. Negacije, pa ponovo dobite... Orban Evrin? Nisam ja siguran, ali da se ponaša lojalistički, ponašao se kod osvećenja sinagoge u Subotici, ja mu ne zameram. Sad tu ja i vi ne govorimo istim jezikom. Еврејското лоби владее во Унгарија. Не интересува ме тоа. Ги има банките. Неки има и у Цириху. Има медиуми. Има све. Не. Да, во Средна Европа, во Будимпешта е најголемата сила на еврејскиот капитал. Srbi nemaju drugog saveznika osim Jevreja. Се согласувам. И ние македонците немаме. Vidite, u tome problem. А нема ни историски проблем со евреите. Тако е. Никош не сме имале проблем, не сме имале конфликти, не сме направили... Baš kao što направили... sam konstatovao da Englez nikad nije obesio Srbina na Terazijama, tako Srbi nikad nije iskopao grob Jevrejinu. Има еврејско гробиште во Загреб. Којаца Василјевиќ Ali taj Vasiljević je Vasiljev, bugarski agent koji je dobio ići, koji je namerno minirao jevrejsko groblje da bi Srbe predstavio kao teroriste i da zamagli odnose sa Izraelom. Mi Srbi smo, nažalost, opet žrtve Josipa Broza Tita, a koga bi drugo, on je priznavao Jasera Arafata i palestinsku organizaciju, a nije državu Izrael. Međutim, nas u istoriji opravdava Vesnić, ministar spoljnih poslova Kraljevine Srbije 1918. koja prva priznaje Izrael kao jevrejsku državu. I to nam Rubin, ne znam da li sam dobro izgovorio njegovo prezime, meni je zgodno tako da ga nazovem, od pre godinu dana priznaje. Znači, prva nacionalna država, znači nije postojala još par meseci, već Jugoslavija nastala, je Kraljevina Srbija priznala Izrael. Mi imamo čiste odnose sa Izraelom, međutim, Titova politika podržavanja Jasera Arafata je genocid. Zašto? Rođeni ujak Jasera Arafata je bio veliki jerusalimski muftija koji je bio komandant Handžar divizije, koja je zaklala samo u Posavini 70.000 Srba. Rođeni ujak Jasera Arafata je uhapšten, ali ga je Tito, za razliku od Lera, koji je suđen i streljan, pušta. I mi imamo specijalne odnose sa jerusalimskim muftijom Jaserom Arafatom, a naprotiv Izraela. Gde je tu naš interes? Znači, to da li Soroš i da li Orban vladaju naukom živoga Boga, Mojsijevom i u Mađarskoj, to mene može samo da veseli. Ama mi moramo da izrazimo naš interes. Srbi su... Gospodine Paški, da? Može li praktično? Da. Da li ima Orban задача
da napravi nova Soros struktura. Ne interesuje me, to je za nas konjunkturno. Ne, se izvinu. Srbima to može samo da odgovara. Ako imamo jedna Soros struktura, nek imamo 10. ta pravi šareni revoluciji, pravi ova, pravi one, tako nato. Slažem se. Сега gledate pred vaše oči дека se pravi nova Soros struktura. Vidite. Кај човек кој бил дел од екипата на Сорос, се кара со Сорос и прави нова Сорос. Док ќе видите у Република Македонија, па и во Република Србија, главните играчи кои се против Сорос, поминале стипендиски курсиви на Сорос, биле член управен одбор на Сорос, Георги Иванов не бил член управен одбор на Сорос, Гордана Селјановска била член управен одбор на Сорос. Значи се прават две Сорови структури кои всушност ќе глумат дека се конфронтират помеѓу себе, ќе владеат со Србија, со Унгарија, со Македонија и така натаму. U 77 država sveta postoji BNBRIT, Jevrejska nacionalna loža. Znači, Jevrej u svih 77 država može da pripadna i nacionalnim suverenim ložama, ali isključivo su Jevreji u BNBRIT. Mi kad smo o Spasovdanu napravili nacionalnu konstituciju, postavili smo osnovno pitanje, da li je Srbin iz Čikaga jednako kao što sam ja Srbin iz Turije? Pa jeste. Ama što ne učimo od Jevreja da mi ostvarimo konstituciju? Oni spremaju obnovu trećeg hrama, tih 77 nacionalnih organizacija Jevreja u 77 država sveta spremaju treći hram. Ali molim vas, mi imamo 200 ćelija u manastiru Arhangela Mihajla i u sobi tajne večere koje pripadaju Srpskoj crkvi, jer Srpska crkva ne traži od Netanjahua. A Netanjahu govori o praistorijskim vezama Srba i Jevreja. Pa šta hoće Srbi? Da nam smeta Soroš, da nam smeta Orban ili da izrazimo svoj interes? Mi ne možemo da izrazimo interes, osim ovo naše malo nacionalne konstitucije, koju čak i Srpska crkva i jerarhija koja nije želela da učestvuje o Spasovdanu pretvara u kulturni događaj. Jevrej nije problem. Jevrej nikad nije ubio Srbina. Englez nikad nije vešao na Terazijama. Problem su drugi. Te druge mogu da prozivam, a i ne moram. Mi smo problem. Vi Makedonci ste na sličan način u problemu. Nemate nacionalnu konstituciju. Vi ne možete reći da postoji u Trakiji i u Makedoniji, u južnoj Grčkoj Makedonci. Vi ne smete da kažete ne postoji nas petorica. Ni toliko. Toliko ste porobljeni. Folklor od Sahade ne uništa. Ne igrate. Da. Nema oro. Kad god smo bili Iščistije sve. Ne, pa stradali bi. Morali su da govore grčki, administrativni jezik. I ne samo ovakav genocid na luge, nego i kulturen genocid. Tako je. Genocid, znači sve koja je smislena. Kao što su Bugari uradili sa istočnom Rumenijom, priznatom na Berlinskom kongresu, tako su Grci posle Markosovog ustanka učinili sa Makedoncima. I moram ponovo da eto i vašem gledalištu ukažem na Vasilija Trbića. Ko ne pročita memoare Vasilija Trbića, koji je povratio, zahvaljujući Aleksandru kralju Obrenoviću i prvoj olimpijadi i blagoslovu kralja Đorđa, koji je dozvolio našem kralju Aleksandru Mučeniku Obrenoviću da uđe u Hilandar posle 270 godina bugarskog prozelitizma i vlasti u Hilandaru. Hilandar je vraćen Srbima, a Vasilije Trbić je bio taj realizator. Inače, u Kraljevini bio za svo vreme gradonačelnik vašeg Prilepa. Vasilije Trbić genije, ratnik, treba ga pročitati. Tek tada shvatite da ste jedan prostor i da ste jedan nacion nekonstituisan. Vi Makedonci, baš kao i mi Srbi. Ова сезона започнавме со две интервјуа, две одлични интервјуа со Горан Шарич, историчар, кој го има печеното историски занет во архивите на Ватикан. Остана едно парче во трајање од 3 минути за темата како евреите се населија на Балканскиот полуостров, односно како евреите се населија во Солун. Солун е клучен град, почитувани гледачи. Во наредната емисија ќе објасниме зошто Солун е еден од клучните градови на Балканскиот полуостров. Сега 3 минути интервју со Горан Шарич на тема како евреите се населија во Солун, бидејќи Солун во рамки на Отоманската империја беше втор по значење град. Таму беа стационирани или населени евреите. Тие обавува најголемата трговија за потребите на Отоманската империја на Турција. Горан Шарич 3 минути на тема како евреите го населија Солун. Почнавме со Ватикан, да завршиме со Ватикан. Огромен број на евреи, бегајќи од Франција, Шпанија, некаде 14-15 век, се населуваат на Балканскиот полуостров, но богами се населуваат и во Германија, во Чешка, во Маđarска. И ден денес се смета дека во Чешка и во Маđarска евреите владеат со тие две држави. Како се населуваат на Балканскиот полуостров евреите? Пошто велите дека Солун
после Балканските војни, тоа можеме да го видиме и во писмата на многу грчки војници кои дека Солун мириса на еврејско нешто. Да. Како се населуваат на Балканскиот полуостров? Pa naši jevreji, znači tu balkanski su uglavnom bili sefardi. Znači kod jevreja postoji podjela na sefarde, aškenaze i sabre. Sabre bi bili oni izvorni dole u Palestini koji žive u današnjem Izraelu i oni liče na Arape, onako su tamno puti. Aškenazi su generalno oni koji su živjeli više na području Poljske, Rusije i tih dijelova, a sefardi su ovi koji su živjeli na području Španjolske, Grčke. Oni su kao trgovci uglavnom dolazili u ove krajeve i njihov jezik je taj ladino. Ladino bi bio nekakva mješavina grčkog i španjolskog jezika. Jer je interesantno da nijedan Jevrejin prije 20. vijeka nije pričao na hebrejskom. Niko. Никој. Ne, zato što imamo ovako, Talmud koji je sveta knjiga svih Jevreja, odnosno 60 tomova ima tog Talmuda, pisan je na aramejskom, a ne na hebrejskom. Samo je Stari Zavjet pisan na hebrejskom jeziku, međutim, ovaj današnji hebrejski je jezik koji je stvoren u laboratoriju. Znači, koji je stvoren na temelju starozavjetnog hebrejskog i koji postoji 100 godina, jer su svi Jevreji pričali ili ladino, znači kombinaciju grčkog i španjolskog, ili i jidiš. Jidiš vam je kombinacija njemačkog i poljskog, ili judeo-arapski koji je u stvari jedna njihova verzija arapskog jezika. I oni su ovdje dolazili kao trgovci, bili su jake i moćne njihove kolonije i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Skopju, svugdje ih je bilo, znači po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. U Solunu su čak bili najbrojnije stanovništvo jer su oni bili vezani uz trgovinu, pošto njima je bilo zabranjena zemljoradnja. Oni su se najviše bavili trgovinom i recimo ovaj današnji Zagreb, kroz koji prolazite ovdje, uglavnom su izgradili jevrejski arhitekti i jevrejski trgovci, međutim 41. godine od nekih 45.000 Jevreja koliko je živjelo u tadašnjoj Hrvatskoj, 45. godine 2/3 su bile ubijena, a ona 1/3 je bila, je pobjegla i danas negdje ih ima oko 500-tinjak samo u Hrvatskoj. И ајде да го оправдаме или да го потврдиме насловот на оваа наша емисија, а тоа е како бугарите од татари станаа мали руси. Сушност, некаде пред 150 години во времето на Сан-Стефанска Бугарија, русите или царска Русија ја прави таа своја геополитичка проценка, геополитички избор и застанува на страна на бугарите. Не застанува на страна на грците, не застанува на страна на македонците, не застанува на страна на србите, застанува на страна на бугарите. Таа Сан-Стефанска Бугарија подоцна се дели на два дела, кнежество Бугарија и таа источна Румелија. Во таа битка помеѓу србите и бугарите, русите се на двете страни. Со војска или со своји генерали се и на бугарска, се и на српска страна. Меѓутоа прават све бугарите да добијат таа битка. На тој начин е формирана Бугарија. Како? Ко главен руски проект на Балканскиот полуостров. Прашки, знаете, јас понекогаш на шега или на забарканце велам, што ќе се случеше со Македонија ако Струмица останеше во Бугарија после Првата светска војна? Нели они со Нејскиот договор Струмици, дел на Струмичкото поле се враќаат. Ali i cela istočna Makedonija do Vardara. Се извина. Значи, после Првата светска војна, нели, се прават новите граници на Весерскиот мировен договор, останува уште едно парче кој треба да се допрецизира или допреговара, тоа е Нејскиот договор и Струмичко поле се враќа. И Борис Трајковски, кој го прави рамковниот договор, со кој е редефинирана македонската држава, и Зоран Заев, кој го менува името Република Македонија во Република Северна Македонија, се од Струмица. Имам чувство дека ако со тој Нејски договор останеше Струмица во Бугарија, не побоа ќе поминевме низ историјата. Malo im je Strumica. Bojim se da je to onaj zahtev iz 912. zbog koje Bugari ulaze 913. u drugi Balkanski rat. Ja mislim da je cela priča do Vardara. Neće veliko bugarska aspiracija se završiti u Strumici. Вие спомнувате Источна Румелија. Tako je. To Sa postoji Plovdivom glavnim gradom, Sa glavnim međunarodno gradom priznata država, Orfejeva država, Tračka država, Trašanska država i to je veliki problem. Добро, и Пловдив, стариот антички назив на името Пловдив е по Филип II, таткото на Александар Македонски. Tako je. To ne znači дека се бугарите наследници. I Marica iста reka i tako dalje. Ajde, sve imamo argumente, ali nemamo pamet. Дури темата Македонија во еден временски период, во време на Византија, Едрене, македонската кула ја гледате во Едрене, кога ќе одите 2-3 век изградена од ова ера и така натаму. Значи има многу работи. Значи има многу работи, македонска династија која се бори против бугарите, значи немаме ни време да го отвориме се до тоа. Можеме слободно Васили I, Васили II и така натаму и така натаму, македонска династија во рамки на Византија. Значи да се вратиме на оно.
Rusite vo ta slivnička bitka koju vi govorite? Daju načelnika Generalštaba Milanu Knezu Obrenoviću, o tome svedoči naš Đorđe Stratimirović, predsjednik Narodnog odbora u Vojvodini koji je potukao Mađare u Mađarskoj buni 1848. i odlazi kod Milana za načelnika Generalštaba i zatiče Rusa. To znači da su Rusi komandovali s oba fronta. Znači i bugarski i Milanov, i zato mi gubimo bitku na Slivnici. I zahvaljujući intervenciji intimusa Milana Kneza Obrenovića, Franca Josifa, koji je bio zahvalan Đorđu Stratimiroviću i Srbima što smo mu odbranili carstvo u Mađarskoj buni 1848. Rusi nisu ostvarili revandikaciju za račun Bugara i nisu proširili Bugarsku na srpsku teritoriju. To znači da kad posle gubanja na ta slivnička bitka nestaje Rumelija. Nestanula. Nestala je cela Tračka država. Ruski projekt. Tako je, izlaska na Južna mora. Na Golema Bugarije i tako je, preko Bugarske, tako je. A uvek protiv Srba i uvek protiv Makedonaca. Vi se niste ni spominjali. Čak su Grci dobijali u vreme Turske zaštitu ruske države, Srbi nikada i Makedonci nikada. Jednostavno niste, ni danas ih nemate za saveznike, baš kao ni mi nikad nismo potpisali ni jedan ugovor. Ni pasivan, ni aktivan. Državni udar koji trebaše ova SFRJ da se pravi, kad je David zaminuo na pregovori so Dmitrij Azov, so Gorbačov, so celata ta ekipa, ili toga se sručio i pučot vo Sovjetski Sojuz, Rusija ne dozvoli da se napravi državen udar od togašnja SFRJ Jugoslavije, a svi to ovi igrači koji može da sprovedat i Veljko Kadijević i Slobodan Milošević, svi to umre u Moskva. Možemo li to da go definirame? To da go definirame, atentatot na Karađorđević, i mislim neka treba da završime, da ostavime prostor za neko... Nećemo opravdati VMRO, a nećemo ga ni optužiti, to su moji partneri. Moram da vam kažem da je gradonačelnik Skoplja 2008. bio u posjeti muzeja grada Novog Sada, bio u Novom Sadu, pa smo se podsjetili tih vremena. Znači, ja sam čist prema VMRO, zahvaljujući Vasiliju Trbiću, jasno mi je da je to bila velikobugarska projekcija. Međutim, pravoslavni sa krsnom slavom Makedonci su preuzeli tu organizaciju, znači njih 20:1 Ljupčak Gergijevski. Meni VMRO sasvim odgovara. Vi ste imali šansu da budete nacionalna država samo pod VMRO-om. Nažalost, to vam je neko odradio, kao i Srbima što odrađuje. Nacionalno pitanje je pretvoreno u političko i vi ste tu izgubili. Znači, VMRO kao politička partija je svesno ili nesvesno zastupao nacionalnu Makedoniju. Vi nemate nacionalnu konstituciju, po rezoluciji 777 Ujedinjenih nacija, može svako na internetu da proveri, samo Slovenci i Hrvati imaju nacionalne konstitucije, Makedonci nemaju, Crnogorci nemaju, Bosna nema i ne može da ima, Srpska ima, zahvaljujući Dejtonom međunarodnom pravnom aktu. Srbija samo u prvom članu nominalno se spominje kao država srpskog naroda, a već drugi član daje suverenitet građaninu, to je nemoguće. Tako da VMRO, koji je stranka, znači ne može biti nacija, niste održali nacionalni sabor nikad, participira u nacionalnom interesu Makedonaca i zato je taj revolt bio velik na ulicama Skoplja pa i u parlamentu. Kod odbrane ne VMRO-a stranke na vlasti, već nacionalne ideje koja nije dozrela u Makedoniji, nezavisno od toga što smo počeli ovu priču da je to nacionalna ideja ili istorijska, arheološka iz 8. veka pre nove ere. Ajde, dve temi. Zašto Rusija ne dozvolila ili Sovjetski Sojuz državen udar od togašnja SFRJ? Zato što ni oni nemaju naciju i nemaju nacionalni interes. Rusi nikad nisu izvršili nacionalnu konstituciju, imaju samo revolucije, imaju što imaju, ali... A svi to bi ruski igrači na neki način. Pa jesu, to je sve NKVD. Sve NKVD i KGB, to je to. 60.000 po spisku likvidirani do 1948. U Srbiji 105 profesora Beogradskog srpskog univerziteta. Niko opojan, niko satisfakciju nije dobio. Mi jako posvećujemo naše inteligencije, nacionalne nema, jer nema ni ruske nacionalne inteligencije. I atentatot na Karađorđević. Oktobri 1934. godina. To ste vi odradili. Učestvoj i VMRO. Tako je. Vela дека французите никош не може да ни простат за атентатот кој ги ни министер за надворешни работи на Франција. Nisam ja siguran. Логорите кај што се тренират се на територијата на Mađarskoj i po Italiji, kod Mussolinija, dobro. Значи дел ВМРО, дел Усташи и така натаму, тренинг имаат во Унгарија.
Како можеме да го дефинираме тој атентат? Da su Francuzi promašena nacija, od Francuske revolucije oni gube identitet pa i civilizacijsku ulogu. Nažalost, na ovim prostorima niko ne shvata da samo države koje nisu imale revolucije imaju civilizaciju i kulturu. To je 44 države Commonwealtha, o tome se ništa ne zna. 44 države Commonwealtha nemaju čak ni zajedničkog ministra spoljnih poslova. To su suverene države, ali su tu čitavi kontinenti. To je Australija, to je Kanada, naravno, Ujedinjeno Britansko kraljevstvo. Oni još uvek imaju gornji dom, kao što sam ja dokazao da je Žiča najstariji dvodomni parlament na svetu sa gornjim domom. 5 godina je mlađa Nema od... vreme. Moram. Ajde, kratko. Francuzi su revolucijom, francuskom revolucijom, izgubili nacionalni identitet, dobili revolucionarni, poraženi. Nemci su ih gazili u 2 navrata i 1871. I 1941. Oni su nacija bez identiteta, usprotivili su se hrišćanskoj Evropi, zahvaljujući njihovoj masonskoj loži, pa ste stavili veto hrišćanska Evropa, samo što nije konstituisana, a da bismo shvatili koliko je to civilizacijski nonsens, vidimo po Poljskoj, koja je nacionalna država, stigla do 50 miliona stanovnika, a ja sam studirao poljski 81. Nije moglo vidjeti 81. u vreme Jeruzalemskog trudnu ženu u Varšavi. Sada imaju natalitet, nema abortusa ni iz medicinskih svrha, a Hristos je odlukom Sejma suveren Poljske. Znači, hrišćanska Evropa postoji, ali u Poljskoj. Ja znam pouzdano, poznajem lično mitropolita ili arhijepiskopa Savu u Krakovu, koji je završio naš teološki fakultet u Beogradu, pokojni vladika birani patrijarh Sava, koji je ovde otrovan, mu je dao ime. Ja znam čoveka, mi imamo 1 milion pravoslavnih u Poljskoj. Ja sam išao u Częstochowu, najveće hodočašće preko cele Poljske. Znači, hrišćanska Evropa postoji u Poljskoj, ali nije napravljena zahvaljujući Francuzima. Nije napravljena u Evropi. Znači, Francuska je nonsens. Svi liberali beogradski, svi modernisti se zaklinju i dalje u Francusku revoluciju u diskontinuitetu. Za mene je civilizacijsko otkriće ovo što je engleska kraljica u parlamentu rekla, hoćemo da budemo velika nacija, bit ćemo samostalni i mi idemo u Brexit. To je savršenstvo. Ali mi Srbi, koji smo 2 konferencije, znači konferencija 1912. u Londonu, kad smo se oslobodili Turske, izbacili je iz Evrope, paste, do 1913. oni uopšte nisu u Evropi, i 1915. godina londonski ugovor gde nas kao nacion geografski obificiraju od Splita do Drača. Samo Banat će lobijem Mihajlo Pupin, akademiku, 6. akademija i veliki majstor masonski Južne konferencije američke uspeti na Versaju da izlobira. Imate divne fotografije gde Mihajlo Pupin sedi, a Woodrow Wilson stoji pored njega. To se ne dešava u protokolu, znači ne u takvoj naciji kakva je američka. Imam i fotografiju gde Mihajlo Pupin sedi, a Einstein stoji pored njega. To govori o veličini tog čoveka, koji je Narodni odbor u Beogradu nacionalizovao 1945. godine svu njegovu imovinu. Evo, na 100 metara odavde imate Srpsko-amerikansku banku, još to je fasada, a on je umro 36. Nije nacionalizovana Pupinova imovina, bio 6. po bogatstvu čovek u Americi, ali mi nemamo nacionalnu konstituciju, ne potražujemo srpsku imovinu. И родена во Македонија. Tako je. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме во четврток во 22 часот. Се надевам дека до четврток ќе можам да реализирам темата како Грција станува главен стратешки играч на американците, не само во делот на Источен Медитеран, туку и во Блискиот Исток. Значи до четврток до 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.